Свидетелствата наводно веќе патуваат до училиштата, а се уште не е ни склучен договор за нивно печатење. Министерството за образование помпезно се пофали дека овој пат ќе имало свидетелства на време и тоа го презентира како успех, откако претходните неколку години тие доцнеа со месеци. Навремено ќе се достават сите свидетелства до основните и средните училишта. Веќе достава имаме за матурантите и за тие што завршуваат основно образование, но наредните денови до крајот на учебната година ќе се достават свидетелства и после останува на училиштата да одредуваат кога ќе биде датумот за доставање на тие свидетелства. Сепак директорот на Бирото за развој на образование Закирија Хасипи во телефонски разговор за Алфа вели дека денеска ќе се потпише договорот за нивно печатење. Од тука е нејасно како министерот Јетон Шакири тврди дека овие документи веќе биле готови за полуматурантите и матурантите. За дел од експертите, ова само го потврдува хаосот кој владее во образованието. Ова е трагично, смешно, никогаш ова не било, ова што се случува сега. Добивањето на свидетелства е обврска на Министерството да ги добијат учениците навремено. А не дека ќе биде тоа најновата вест што може да биде, дека ќе снимале свидетелства, ќе имат учениците свидетелства. Срам. Тоа е најголемиот срам и дното што го има Министерството за образование и наука и неспособноста на министерот, заменик министерот и на сите што работат во Министерството за образование и наука. Минатата година најголем дел од учениците ги добија свидетелствата на 31 август. Тетовската печатница Арберија Дресинг последниве 4 години ги добиваше сите тендери, за што наплатила половина милион евра. Но оваа година Киро Дандаро и Европа 92 се пожалиле на дискриминација, со што Комисијата за жалби сепак не се одлучила за Тетовската Арберија. Надлежните никако да ги набават потребните материјали на време. Свидетелствата стигнаа дури на 1 септември, а голем дел од учениците цела година останаа без учебници за одредени предмети и оние кои стигнаа беа преполни со грешки, така во учебникот за предметот Историја и општество за 5-то оделение, меѓу другото пишува дека Македонија на исток граничи со Албанија, Монт Еверес е висок 20.000 метри, а португалското е помешано со шпанското знаме.